Најстариот историски спомен за Блаце се среќава во средновековниот период, односно во повелбата од 1353 година. Царот Стефан Душан на серскиот митрополит Јаков му го подарува манастирот Свети Никола на Пчиња кај село Кожле, заедно со селото Блаце. По потпаѓањето на Македонија под османлиско робство, средновековното село Блаце се раселило. Повторно било обновено кон крајот на 8 век од страна на македонците од некогашното село Румја Лака, кое било сместено во рамничарското земјиште веднаш крај Пчиња. Според народните кажувања, свињите кои ги чувале жителите на Румја Лака им правеле многу штети на муслиманите кои тогаш живееле во Бадар, при што овие ги истерале на местото каде што имале бачила 600 метри погоре по ридовите, каде што е денешното Блаце. Сепак на ова зарамнето место, на билото на ридскиот предел, најверојатно имало населба уште во раниот среден век. Селската црква Свети Ѓорги е изградена во периодот на 16 и 17 век на темелите на некоја постара црква, која што повеќепати била спомнувана во некои историски приказни за средновековните цркви и манастири. Името на селото потекнува од деминутивната форма од зборот блато, што означува блатно, калливо, мочурливо земјиште, односно застоена вода и поголемо место со кал, каква што е впрочем непосредната околина на селото Блаце покрај реката Пчиња и некогашното Катлановско блато. Тука е Светиот Георги Победоносец, селска црква изградена во периодот на 16 и 17 век врз темелите на некоја постара црква. Селото ги празнува Светиот Атанас, Светиот Илија и Ѓурѓовден. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја